Добра вечер, започнува Дневникот на КТВ. Општина Кавадарци воведува платформа во форма на веб страна за одобренија за градбит. Целта на платформата е да се елиминира можноста за дивоградби, а граѓаните да бидат целосно информирани за самата градба. Општина Кавадарци во изминатиот период заедно со сектор за урбанистичко планирање и сектор за локален економски развој со нашите IT инженери изработи транспарентен систем, односно транспарентна платформа на веб страница, каде што сите активни одобренија во делот на реконструкција, доградба, помошни објекти или изградба на нови објекти ги имаме јавно означени по катастарски парцели и секој наш жител заинтересиран може да види дали одредената градба која што ја гледа како градба и се во моментот извршува, дали има одобрение за градење или решение за реконструкција. Целата на оваа платформа е да транспарентноста на општина Кавадарци во делот на законските прописи за реконструкции и решенија за издавање и одобренија бидат достапни до сите граѓани со цел да дивоградбите или можност за дивоградба се елиминира, а при тоа да нашите сограѓани имаат евиденција во делот на тоа дали на дадената локација или засегнатата локација има издадене одобрение. Во случај каде што има градба, а нема издадено одобрение, нашите граѓани јавно ги повикуваме да тие такви појави ги пријавуваат во општина Кавадарци и во надлежните институции со цел да се спречат диви градби и доградби на објекти. Секторот за урбанизам заедно со секторот за локален економски развој има изработена платформа на која ќе бидат прикажани сите одобренија за градење согласно постапките како се издава правосилното одобрение за градење или решение, ќе бидат објавени на платформата каде што ќе бидат напишани во согласно за каков објект станува збор, кој инвеститорот и бројот на катастарската парцел. Значи, на пример, имаме одобрение за градење, кај што ќе има бројот на катастарската парцела, инвеститорот, број на одобрение за градење, рокот за градба и видот на градба. Значи, тука станува збор за објект, за нов објект, изградба на комплетен објект. Исто така, значи, во одобрение за градење спаѓаат надградба, објектот може да биде надградба, потоа со решение изградба на помошни објекти, реконструкција на кровови, огради, изградба на фотоволтаици, согласно спрема намената на објектот, така е напишан и видот на самата градба. Одобренијата за градење или решенијата за градење се започнати се внесуваат од 2026 година и од декември 2025 година. Сите понатаму решенија и одобренија кои ќе бидат правосилни ќе бидат внесени во платформата, при што граѓаните ќе можат слободно да гледаат кој објект во изградба има извадено одобрение за градење. Оваа веб платформа е веќе јавно достапна на сајтот на општина Кавадарци, на Facebook профилот на градоначалникот Митко Јанчев, како и директно пристап до сајтот одобренија.кавадарци.gov.mk. Во тек се активности за реконструкција на улица Задругарска во Кавадарци. Денеска увид во градежните активности извршија градоначалникот Митко Јанчев и председателот на Советот доктор Стојан Чорамов. Задругарска улица, која што беше малку поодмината фаза во делот на неизната конструкција во асфалтната маса. Значи, ова е завршна улица, 10-та поред од грантот кој што го земам преку Министерство за транспорт и врски и преку Светска банка од €1.000.000. Така да со оваа улица комплетно го исцрпуваме грантот и меѓу првите општини кои што во целост го завршуваме, околу 5,5 милиона денара, комплетно вадење на целиот слој асфалтна маса, замена на рабници и дотрајаните дрвни стебла кои што се во одмината фаза ќе се сменат, исто така и санација на самиот пешачки коловоз од двете страни ќе што има потреба и асфалтирање со 2 слоја, абечки и носечки слој од 5 и 7 сантима, така да квалитетна изведба, должина од 250 метри, клучна улица, битна улица
И нормално, како што кажавте, со почетокот на оваа граждана сезона и затоплување на времето, општина Кавадарци има реализација на планот за 2026 година, така да во наредниот период, некаде наредната недела, општина Кавадарци ќе го објаве комплетно сите активности и на општина Кавадарци, на ЈП Комуналец и на сите сектори, што значи тоа дека и во селските заедници, и во урбаните заедници, и во самиот град, се што треба да се работи 26 од почеток, завршување и графички приказ на самата работа ќе биде објавено за граѓаните да бидат во тек, да знаат за нивните активности и мислам дека една транспарентност која ќе постигнавме и континуитет на градење во општина Кавадарци. Во однос на функционирањето на грантот од Светска банка преку Министерството за финансии од 1 милион евра, како што каже градоначалникот, ова е последна улица од тој грант. Прилично фреквентна улица која го спојува овој дел од градот со местната заедница Задругар. И сметам дека со оформувањето на овие 250 метри со широчина заедно со рабници, овој дел од ова урбана населба ќе добие подобар квалитет на транспорт и текако потребен, затоа што ова улица и во минато имаше проблем во однос на самата функционалност на асфалтот. Со два слоја сметаме дека ќе ја направиме пофункционална и подобар транспорт во овој дел град. Нормално ќе има хоризонтално одбележување потоа на самата улица, односно сигнализацијата, и сметаме дека овој дел од градот се развива со едно засилено градежно темпо, како и сите останати делови во општина Кавадарци. Како што каже градоначалникот, и во наредниот период општина Кавадарци подеднакво, како во руралните, така и во местните заедници во територијата на општина Кавадарци, подеднакво ќе вложува и подеднакво ќе ги лоцираме сите начини на функционирање во однос на градежните и инфраструктурните активности. Тоа исто ќе му биде возможно на нашите сограѓани и нашите данъчни врзници преку веб платформа за полесно визуализација на тоа кои се плановите и тоа до сега што е направено преку нашиот град. Така да сметам дека овие нови техники, овој начин на функционирање нашите сограѓани да ги користат во однос на нашата веб страна и веб платформа, затоа што таму буквално има што да видат и ги имат сите податоци во однос на функционирање и полесно достигнување на новите трендови на новото живење, тоа пред се електроника и функционирање на полесен пристап кон јавните потреби за нормално побрзо завршување на обврските и побрзо за добивање информации за тоа што општината му нуди и што обичниот даночен обврзник и граѓанот може да од самата општина да има како бенефит во сегашно и во идно време. Комуналното предпријатие на Росоман е и самата слика на општината, рече на седницата на Советот на општина Росоман градоначалникот Ѓорги Крстевски. Комуналното е вистински сликата на нашата општина. Пред се вработувањето во комуналното, мислам дека сега директорот е во постапка за ангажирање на правник. Претходно имаше ангажирано правник кој што беше ангажиран на сосема друго работно место со средно, може и со основно образование да беше. Истиот испадна од јавното комунално предпријатие и премина во управата за јавни приходи. За таа потреба е ангажирано ново лице преку агенција за превремени вработувања, мислам дека ќе биде, да ги покрива правните работи, бидејќи комуналното предпријатие функционира само со еден вработен кој што е во делот на канцелариите и е речиси невозможно да функционира, затоа што сега веќе имаме и систем за наплата таму, кога ќе отиде вработениот што е во финансии на одмор, на болување, на било каков начин, веќе комуналното нема како да функционира и нема луѓето како да си ги платат своите сметки. Во делот на другите вработувања, тоа што се луѓето кои што чистат, треба би име среќни се дека има луѓе кои што сакат да работат во комуналното и да чистат. Бидејќи како што да работат, ќе снемаме такви луѓе, не знам кој ќе ја одржава хигиената. Сега за сега се грижиме со тие луѓе да ги задржиме, да ги задоволиме. Сега со покачувањето на платата кој ќе биде во март ќе предонесе и повеќе да имат приходи, додека исто така и во однос на билансот, односно на завршната сметка, приходите од работење некаде се околу 15 милиона и 300. Јас кога дојдов градоначалник малку затекнав една незгодна ситуација каде што една општествено одговорна компанија ни помогна за да го стабилизираме комуналното предпријатие. Но во разговори со тогашниот директор, но и со новиот директор зацртавме на цел некаде комуналното дека треба наредните години да дојде до буџет од некои си 23-24 милиона денара за да можеме да бидеме рентабилни. Главен фокус ќе удриме наредниот период на комуналното, да и никако општина да му помогнеме на комуналното
Џабе се расправаме и со сегашниот и со бившиот директор, бидете среќни што има такви луѓе што сака да ја преземат таа функција. Директор на комуналното е 3 пати потешка функција од да бидеш градоначалник на општина Росово. Наредниот период ќе набавиме цистерна, ќе набавиме за кастрење машина со пили, нов мулчер, рака која се монтира на тракторот. По постапка сме од општина Кавадарци да преземеме цистерната за едно 15 на дена треба да се комплетира, да направиме едно убаво комунално предпријатие во Росово. Јавното предпријатие за комунални дејности Росоман конечно доби собствени простории. Наскоро од ова јавно предпријатие очекуваат избогатување на потребната механизација. Јавното комунално предпријатие после многу години, односно од самото осамостојување, немаше собствени простори, ниту собствен стопански двор, ниту собствени канцеларии. По моето доаѓање како директор на јавното комунално предпријатие, тоа беше од 1 декември, прво нешто што се заложи одма беше да обезбедиме за вработените едно место, едно каче каде ќе можат да се собираат, да имат како собствен стопански двор по наше наречено, каде ќе собиралиште, каде ќе доаѓаат на работа и ќе ги извршуваат своите работни задачи. Исто така се отворени се и канцеларии, односно како наша дирекција. Тоа се наоѓа на познатата местна канцеларија долу во центарот на Росоман. Исто така отворивме и наплатен пункт, плати со картичка, за тоа што по барање на жителите на општина Росоман, единствено каде што може да ги извршат плаќањето беше во пошта. А во пошта се жалеа на голема провизија и одма стапив да го реализирам тоа барање и го реализирав и моментално жителите на општина Росоман може да ги платат своите заостанати долгови или сметки во канцелариите, во дирекцијата, во местната канцеларија во Росоман, во центарот. Во новиот стопански двор вие сместена сега и вашата механизација. Ке има ли набавка на нова механизација или? Да, ке има во теке, ке има набавка на, да открием, набавка на цистерна, на мулчер и на нови контењери. Во теке реализација. Комисијата за еднакви можности со едукативна работилница за родова еднаквост. Целта на работилницата беше градење на општество без дискриминација и почитување на различностите. Комисијата за еднакви можности при општина Кавадарци одржа едукативна работилница на тема родова еднаквост со учениците од општинското основно училиште Димката Ангел Габерот во Ваташа. Целта на работилницата беше да се подигне свеста кај младите за значењето на еднаквите можности меѓу жените и мажите, почитувањето на различностите и градењето на општество без дискриминација. Преку интерактивна дискусија и едукативни активности, учениците имаа можност да научат повеќе за родовата еднаквост и нејзината важност во секојдневниот живот. Комисијата ќе продолжи и во иднина со вакви активности со цел едукација и поддршка на младите во градењето на општество засновано на почит, еднаквост и толеранција. Градоначалничката на Неготино на ифтарска вечера со своите сограѓани. Од трпезата беа испратени пораки за меѓусебна грижа и разбирање, толеранција и заедништво. Градоначалничката на Неготино, Марија Нацева, заедно со председателот на Советот Лиљана Арсова Митрова, присуствуваше на заедничка ифтарска вечера со нивните сограѓани, настан исполнет со топлина, почит и искрено заедништво. Ифтарот не е само трпеза по завршувањето на дневниот пост во текот на месецот Рамазан, туку и символ на духовна поврзаност, меѓусебна грижа и солидарност меѓу луѓето. Во духот на меѓусебното разбирање и почитување, тие споделија трпезата како пријатели и соседи, испречајќи силна порака дека вредностите на мирот, толеранцијата и заедништвото се темелот врз кој се гради заедницата. Ваквите моменти не подсетуваат дека вистинската сила на едно општество се наоѓа во неговата способност да се обединува, да се почитува
и да стои заедно во различностите. Нека благословените денови на Рамазан донесат здравие, духовен мир и благосостојба во секој дом. Нека овој свет период биде поттик за уште поголема човечност, разбирање и добрина меѓу сите нас. Го гледате Дневникот на КТВ, продолжуваме и со останатите содржини. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и владата стартуваат со нова теренска кампања насловена Гласот кој го слушаме македонско најдобро. Министерот Цветан Трипуновски информира дека целта на оваа иницијатива е директна комуникација со земјоделците, презентација на мерките, но пред се слушање на нивните реални проблеми. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и владата започнуваат со кампања Гласот кој што го слушаме македонско најдобро. Нашата цел во следниот период 2 големи тима да посетат повеќе од 30 општини во Република Македонија, додека 6 помали тимови ќе посетат над 120 населени места. Овие средби ќе се одржуваат секоја среда и сабота како големи тимови, а во текот на петокот ќе се одржат помали тимови со директни средби со земјоделците низ населените места. На овие средби ќе се разговара за реалните предизвици со кои што се соочуваат македонските земјоделци, ќе се слушнат нивните предлози и идеи, но ќе се презентираат и политиките и мерките за поддршка на македонското земјоделство, производството и сето она што е сработено изминативе речиси 2 години мандат на владата. Преку ова покажуваме и докажуваме дека земјоделците не се само производители, туку тие се и двигатели на руралниот развој, чувари на традицијата и клучен фактор за стабилноста на домашниот пазар за производство на храна. Затоа нивното мислење, искуство и предлози се од огромно значење при креирање на идните политики во земјоделскиот сектор. Само сплотени, обединети и со отворен диалог, заеднички можеме да создадеме решенија кои што ќе донесат одржлив развој, стабилност и поголема вредност на македонското производство. Верувам дека најдоброто од Македонија доаѓа токму од македонските ниви и вредните раце на нашите честни, работливи земјоделци. Затоа оваа кампања е посветена токму на нив, на луѓето кои што ги хранат народот и ја одржуваат традицијата. Почитувани земјоделци, ве повикам сите заедно да се вклучите и заедно да бидете дел од оваа заедничка кампања Гласот кој го слушаме македонско најдобро. Да создадеме подобри услови и посигурна иднина за македонското земјоделство. Продолжуваме со спортот. Овој викенд во првата македонска фудбалска лига се одиграа средбите од редовното 23-то коло, прво во последниот трет круг за оваа сезона. Струга беше сигурна во дуелот со Македонија, Ѓорче Петров и славеше со 3:0, а Вардар среќно со минимални 1:0 ја совлада Брера. И Шкендија тешко стигна до бодовите против Арсими, славејќи само со 1:0, додека Тиквеш во Кавадарци лесно и убедливо ги доби младинците на Шкупи со 6:0. Денеска своите средби ги одигра Силекс Пелистер и Башкими Работнички. Во втората македонска фудбалска лига на програмата беа средбите од 20-тото коло и се постигнаа следниве резултати. Беласица Слога Виница 3:0, Шкендија Рачиново Детонит 1:0, Осогово Големо Коњари 2:0, Победа Скопје 0:5, Кожув Охрид 0:1, Брегалница Саса 3:1, Тетекс Новаци 2:1 и во Неготино Вардар конечно забележа победа и тоа против екипата на Преспа од Ресен со 2:1. Во третата македонска фудбалска лига група Југ се одиграа средбите од 16-тото коло во кое се постигнаа следниве резултати. Башкими Бучин 4:0, Борец Тополка 2:0, Млекар Питугули 0:1, Венец Влазними Јуниор 7:0 и Росоман беше поразен на гостувањето кај Ултрас со 5:0. Поради откажувањето на Слога од Лажани и Дреново, во ова коло слободни беа Превалец и Младост од Кривогаштани. Во машката ракометна Суперлига многу работи станаа појасни по одигрувањето на средбите од второто коло од ракометниот плейоф и плейаут. Во плейоф сегментот, во помалното дерби, Охрид и Алколит одиграа 27-27.
Скопскиот тим по надпреварот се жалеше на судењето, но оние кои го гледаа надпреварот знаат дека всушност тоа е алиби за неуспехот и желба да бидат привилегирани како и досега. Во големото дерби, во борба за шампионската титула во Битола, Еврофарм Пелистер мораше да му подаде рака на скопски Вардар, кој победи со 22-27 и е само на половина чекор до освојување на шампионската титула. Во Кавадарци во борбата за меѓусебен престиж, градскиот ракометен клуб Тиквеш во доминантна игра го совлада Бутел со 25-20. Во плей-аут сегментот Пролет ја победи Струга со 31-25. Еврофарм Пелистер 2 на рутина го доби Радовиш со 34-31, додека Прилеп го искористи домашниот терен и славеше против Куманово со 29-25. Во машката кошаркарска МТЛ Суперлига викендов се одигра само 3 средби од редовното 19-то коло. Феникс по голема борба го совлада Работнички со 83-77, а екипата од Градски парк со овој пораз се оддалечи од местата што водат во плей-офот. Кожув, според сите очекувања, лесно го доби тимот на Ангели на гостувањето со 69-99, а Маджари ја продолжи успешната серија и го совлада Чаир со убедливи 105-83. Според првичните најави, вечерва Пелистер во Битола ќе му биде домаќин на Гостивар, а МЗТ ќе го пречека Тиквеш Голден Игл во борба да остане на првата стартна позиција. Средбата помеѓу Куманово и ТФТ по барање на кубановчани официјално е закажана за 20 март. Утре не очекува променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд кои наместа ќе бидат поубилни. Ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец кој ќе биде поизразен долж по Вардарието. Температурата од 4 до 14 степени. Во среда и во четврток ќе дува умерен наместа повремено засилен ветер од источен и североисточен правец, а од петок ќе дува северен ветер. Дневната температура ќе има тенденција на опаѓање. Тоа беа содржините во дневникот. Благодарам за вниманието, имајте пријатна вечер.